Ja. Добар ден, дечки. Што ја? Добар ден. Како Добар сте? ден. Добар. Што пришли? Добар ден. Добар ден. Добар. Ајде да ви споделам да видите тоа што денес ќе го работиме. Еве вака. Денес имаме, немам горе запишано, сега ќе запишам. Часовник. Да. Сметување на Ете така. Сметав дека ќе биде многу лесно денес, ама кога добро разгледав, сватив дека уствари нема да биде така лесно, да? Не се надува ништо. Изберу. Ќе видиме. Значи може да биде многу комплицирано, а затоа внимавајте. Што ќе се пофалите, дечки? Со има ново? Ништо. Ништо. Како ништо, бре? Ништо нема. Што мислите кога ќе појдеме, ќе почнеме на училиште да одиме? Не. А? Не. Се. Не, а сакате ли не ги? Сакаме. Да. Сакаме. А, бе, ала. Че ни поминува таму побрзо времето, сега се досадуваме многу. Ми земете учете, бе, Златен. Што мора се да се... Земи книга, прочитай нешто. Или од компјутер не можеш да се одделиш. Или од телефон. Не седам ни на компјутер, ја. А. Не сум по игрите. Не си по игрите, алал да ти. Наставниче, Поели? нешто на Кико не му се уклучува скрино и не може да гледа. Па нека проба, нека уклучи уште еднаш, нека излези, нека се приклучи, дурнес не почнете. Добро. Поели? Играме како? Денес нема да играте, ама ви ветувам утре, секако или други ден, обавезно на крајот од неделата, еве во петок, ќе играме сигурно. И денес имаме еве некои многу убави задачи имаме денеска, како што гледате. Јас сметав дека ќе ни одат многу лесно кога ги спрема, ама пред да почнеме ги гледав и забележав дека се многу незгодни. Молам? Сладки. Не, слушај. Кој ме да почести сладко? Пака електронски. Слушај, Ана. Јана? Еве класниот од тројката звони да видам што бара, па се слушниме.
Кога почнуваме? Не знам. Ништо малци. Максим, микрофоном. Ајде, дечки, почнуваме. Има некој не добил порака. Да видам кој бил тој што не добил порака. Да го поканам. Ајде сега одма. И почнуваме. Наставниче, Повели, имам едно прашање. повели. Кога имаме вака час, има едно дугме со 3 точки Така? и тоа кога го кликниш има да се покажат вака што пишуваме на митингот. И, например, дали може некој тука да пишува? Па може, значи тоа е за чет. Значи, значи кој ќе кликнам јас, например, сега еве на трите точки што ги кажуваш ти, има првото е да се прикажи подесувањето на уредот, значи телефонот, мобилниот од кај вас. Има опција Show Meeting Notes, да се прикажат белешките што се водат за состанокот. Потоа може да влезеш во full screen, да смениш позадината и така натаму и така натаму. Други опции нема овдека. Значи долу десно таму имате до слушалката, имате чет. Тука може да се пишувате и се што ќе напишете тука останува. Ако мислеше за тоа. Да, благодарам. Ништо. Еве, дечки, 16 часот и 4 минути, официјално да го почнеме денешниот час. Како што гледате од насловот, денес имаме, ќе се потрудиме да пресметуваме агли. Сега, не е лошо да пишувате, ова што ќе го кажуваме денес, навидум изгледа многу лесно, ама не е баш лесно. Вака се. Овој часовников е прикажан пред вас празниот. Значи, се сеќавате кога ви објаснував претходните часови за него, кога ги цртавме аглите. Сега, на него е представен цел круг. Што ме представен цел круг, ние можеме овој часовник да го користиме, да представиме агол од 360 степени. Тој е полниот агол. Сега, како го представувавме тој полниот агол? Полниот агол може да го представиме вака са. Големата сказалка, што ни представува во часовникот, ќе пишувам стрелки овдека имам секако. Ова големава сказалка, што ни представуваш во часовникот? Наставниче, Молам? како наслов? Пресметување на агли. Значи, рековме, како ќе го представиме целиот круг? Големата сказалка, што ни представуваше часовникот? Часовите или минутите? Минутите. Сега, тоа значи, за да представиме агол од 360 степени, ќе задебелам ова сказалката сега, и ќе нацртаме помалецка стрелка на часовникот. Исто така, што ќе се поклопи со оваа сказалка. Јасно? Еве малата. Сега го нацртавме ние точно 12 часот во кој што се сказалките се поклопуваат.
Така, зошто викаме дека ова е представен агол од 360 степени? А која од овие сказалки поминува повеќе пат? Значи, која повеќе се движи? Помалата или поголемата? Што мисли? Поголемата. Значи, поголемата сказалка се движи цел еден круг. Еве вака и завршува тука. За ова нејзино движење, таа сказалка, ја придвижува малата за одреден, тоа ќе зборуваме. Значи, ова е целиот круг, 360, Значи како на ова? пресметување на агли. Целиот круг е 360 степени. Дали е јасно? Значи, сега ќе одиме понатаму. Целиот часовник на колку сати е поделен? Со бројките 1, 2, 3 и така натаму. Колку делови имаме? Ќе броиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 делови. Сега. Значи имаме 12 делови. Ако јас нацртам сега, само ќе го избришам овдека. Сега ќе се обидам да нацртам часовник, што ќе представува 1 час. Ева. Опа, го избришав погрешка. Ќе нацртам точно 1 час. Тоа е едната, поголемата и сега помалата. Еве точно е колку часот? Ќе представено од содржат е 13 часот или 1 часот. Не е битно, предпладне, попладне. Сега, како мислите? Што мислите? Колкав агол имам нацртано овдека сега? 30 степени. Зошто 30 степени? Баш ме интересира. Зошто? 20 степени. Зошто 30 степени? Или зошто 360 делено на 12. 360 делено на 12? А зошто го делиме 360 на 12? Бидејќи се 12 делови. Затоа што е 12. Ете така. Значи, ова е всушност 360 со 12, 30 степени. Тоа значи дека на секој час аголот е 30 степени. Сега ќе одиме низ неколку примери надолу. Сега одека, кој ќе го поделиме вака на 4 дела часовникот. Колкав агол е представен со секој од деловите? 90. Така, 90 степени. И ова е колкав дел од целиот круг? Четвртина. Така, 90 степени представува, учевме, четвртина од 360 или четвртина од целиот круг. Сега одиме понатаму. Ако го делиме на 6 делови, колку е тогаш секој од оние 6 агли? 60 степени. 30. Значи, целиот круг е 360 степени. Кој ќе го делиме на 6, од и толку агли имаме, ќе добиеме 60. Па како рековме, ако до кецот е 30, дупло е 60. Значи, сега имаме, забележувате, на секој две бројки, на секој 2 часа оди по 60 степени. Јасно? Се одиме понатаму. Ако го делиме на 8 делови, како ќе најдеме? 45 степени. Ајде да видиме. 360 кој ќе го делиме на 8. За да не кратам класично, ќе го напишам како дропка. И ќе си кратам. 4, 360 наполу е 180. Уште еднаш наполу. А 90 наполу е
45. Значи, овдека е аголот од 45 степени. Сега друго е многу битно овдека. Сега замислете. Ако овдека, сега ќе сменам бидејќи ова е црвено, ќе земам друга боја, нацртам поголема. Сега прашањето ми е овдека. Ќе треба да одговараме после. Ако големата сказалка сгрешив, не требаше вака. Ќе ја поправам, ајде, требаше од центарот, нели, да почне. Еве вака. Че ова е големата. Сега ќе собјам да ја нацртам малата сказалка. Ќе биде еве одавде навамо. Помалку треба да ја средам овдека. Нешто не е како што треба. Ма ќе ја подесиме. Треба да види по линијата. Целта ми е да ја наместиме по линијата ако можеме. Ама изгледа нема да можеме, ама ја успеа. Колку е сега часот? И дали е точно... Точно. 1:00. 1:00. Не е баш. Затоа... Не е 1. Не е 1. И сега овдека е грешно нацртан часовникот, затоа што аголот е точно 45 меѓу сказалките, ама ваков часовник во секојдневниот живот нема да добиете. Ќе зборуваме после зошто нема да добиете. Ајде се одиме понатам, значи потсетете ме да ви покажам зошто ова нема да биде точно, ама сами ќе видите во текот на денешниот час. А ако го делиме на 12 делови, како рековте, колку ќе биде секој делче? 30 степени. Значи 30 степени. 360 го делиме со 12, сега наполу, долу е 6, горе е 180, така ќе дојде. Да, 18 со 6, рековме 30 степени. Значи 30 степени. Значи за секои 5 минути што ги поминува големата сказалка, аголот ќе биде 30 степени. 30 степени. Сега почнуваме со практични задачи. Ова е наредната задача. Колкав е аголот помеѓу стрелките во 14 часот, во 2 часа. Во првиот случај. Ајде, кој сака? 60 степени. 60. 60. Значи, вака сега, како рековме? Внимавајте. 6. На една, значи имаме 12 бројки. До 2 се уствари колку вакви делчиња. Ако ги направиме сите. Еве овдека, еве по 2 тука, еве тука, еве по 2. И колку делови ќе имаме? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Целиот круг колку беше? 360. Епа, 360 делено со 6 колку? 60. И јас слушам на тој што ви кажува, и јас го слушам. Значи 60 степени. 60. Значи е 60 степени. Сега. Да видам некој да не сака да се приклучи. Да бе, дечки, на час не, дали ќе имаме час, дали се прашувало тако, дали имаме пропуштено некогаш час? Значи немаме час пропуштено, затоа часот се знае во 16 часот и нема откажување тој. Тој е тогаш и додека сне во карантин, така ќе биде часот. Мислам дека ќе се вратиме на училиште, ама тоа не ме држете за збор, околу му втората половина на мај. Тоа е мојата проценка дека ќе се вратиме на училиште после 10 мај. Ама за тоа потоа. Сега да си проложиме со аглите. Значи, ајде сега да видиме колкав ќе биде аголот во 6 часот. Сега, значи, за да се одговориме на оваа задача, точно, треба да нацртаме часовник.
Видите, јас копирав празен часовник, значи треба да нацртаме во 6 часот. Овде ќе имам копирано празен часовник. Еве го, ќе го копираме на секој час. Значи треба да го нацртам 6 часот. Исто така вие треба да си нацртате часовник во тетрадките. Цртаме 6 часот, точно 6 часот. Значи големата стрелка ќе биде во 12. Некако е незгодно за цртање. Ама ќе се видиме. Еве вака. А малата стрелка во колку ќе биде? Во 6. Во 6. Еве ќе продолжам ова го. Во 6, добро. Еве вака. Значи малата стрелка сега ќе ја нацртаме во 6. А прашањето ми е, кој е аголот што е овдека нацртан? Не е баш го нацртано, ама? 80 степени. 180 степени. Зошто е 180? Бидејќи е половина час. Половина. Половина час или овој агол е колкав дел од целиот круг? Овој агол овдека. Половина. Тоа е колку во степени? 40. 180 рамен агол некој спомна? Точно 180 степени. Сега. Јас ќе го копирам овој часовник, затоа што треба да нацртаме уште еден. Еве вака. Еве уште еднаш часовникот. Може би попаметно би да ни е помалецок. Едиме во задачата сега кој агол требаше да го нацртаме. Мислам, кој час? Да видиме. Имаме 7 и 11. Ај првин да видиме 11. Не мора 7. 11. Значи, сега нема да оцртам, ќе го земам со слободна рака, ќе го нацртам. 11. Значи големата е во 12, а малата е во 11. Колку е аголот помеѓу овие две? Сега тука треба да се прашаме. Дали ќе го бараме овој агол или ќе го бараме рефлексниот? Ние ќе ги најдеме и двата. Колкав е аголот помеѓу овие две стрелки? Првин остриот агол. Што мислите? 30 степени. Зошто? Бидејќи кога 360 го делиме на 12 и 30. Така, а тогаш рефлексниот колку е? 330. 360 минус 3 е 330. Одлично. Одлично. Наредниот беше 7 часот. Ајде да го нацртаме него. И вие размислувајте и цртајте го кај вас. Треба да го нацртаме 7 часот. Ајде ќе нацртам сега 7. Значи, големата стрелка треба да биде кај 12. Еве вака. А малата стрелка треба да биде кај 7. Еве вака. Сега, ќе го видиме и овој агол, ќе кажеме каков е, и овој од другата страна. Ај први боја различно ќе сменам. Ајде први каков е? Ме интересира помалиот од овие два агли. Сега, ајде колку степени има? А зошто 150? Ајде. Зошто 150? 360. Бравос! Е најбрз начин. До овдека е 180. Ова знаете дека е 30. Значи овој аголот ќе биде од 180 одземено 30. Значи аголот ќе биде 150. А рефлексниот од другата страна ќе биде колку? 210. А 180 плюс овие 30, значи 210 степени. Дали ви јасно? Како може поинаку? Па бројте. Овдека нели имаме 30-ка. 1, 2, 3, 4, 5. А овдека можеме да искористиме и 5 по 30. Ќе биде 150, 30 степени, нели? Меѓу две бројки аголот е 30 степени. Дали јасно? Ајде се годиме.
Понатаму, ќе решим уште неколку. Еве, сега овдека стануваат проблемите. Ќе окупирам ова. И навистина овдека почнуваат проблемите. Еве го часовникот што е прикажан. Сега размислете добро. Какав е аголот, и едниот и другиот ќе го пресметаме помеѓу стрелките на часовникот. 45. Помеѓу стрелките на часовникот. Колку е часот, први Наде? Колку е часот прикажан на часовникот? 1,5, 13, 30, 1,5. Така, 13:30 е часот. Или 1:30. 135. Аголот овдека, ајде ќе запишам. Спет. Ај зошто мислиш дека е 135? Како дојде до 135? 180 минус 45 еднакво на 135. А зошто па баш 45? Кој агол е 45? Ова е овдека. 30 и така до уште малку има и 15. Значи овако го продолжам овдека, ќе дојде на средина. Така, а како рековме, за да биде на средина, ова е всушност половина. Ако овој агол овдека е 90 степени, тогаш овие два агли ќе бидат по 45 степени. Тоа значи имаме 90 плюс 45 е точно 135 степени. А колку е тогаш рефлексниот од другата страна? Колку ќе дојде? Значи, овој агол сега ни треба, рефлексниот. Колку е? 125. 125. Не може да е 125, треба да биде поголем од 180. До овдека е 180. 215. 180 плюс 45, колку е? 225. 225. А, дечки, од 135, пресметете колку ни требаа до 360 или од 360, земете ќе го добиете истото. Сега. Внимавајте, тука нешто ќе ни треба многу битно. Да ви напомнам за задачите. Вака ќе направим. Овдека ќе напишам голема сказалка. Овдека мала. Мислам голема стрелка. И мала стрелка. Чи големата ни ги даваше, еве ќе пишам долу со црвена боја. Што ни даваше големата? Минутите. Малата ни ги даваше часовите. Сега. Големата стрелка се завртува цел еден круг, а колку поминува малата стрелка додека големата прави цел еден круг? 30 степени. Така. 30 степени. Значи, оваа стрелка поминува од 12 до 12, значи цел еден круг прави, а малата стрелка преминува од 12 до 1. Гледајте сега, од 12 до 1, колку малецки цртички имате? Значи, од 12 до 1, во овој дел, овие цртичките ни требаат. Колку се на број? 4. 1, 2, 3, 4 цртички на колку делови го дели целиот дел? На 5. Тогаш, овие 30 степени, 30 степени одговараат на тие 5 цртички. Една цртичка, колку степени ќе ни представува? 6 степени. Втората цртичка 12 степени, третата 18, четвртата 24, петтата 30. Значи, секоја малецка цртичка што ја поминува малата стрелка одговара на колку на големата? Вака ќе видам. Ова е 5 степени. Колку ќе одговара на големата? Колкав агол? 30 со колку го делим? Размер сега да повториме. 30 делено со колку за до 5 да дојдеме?
6. 6. 360, кој ќе го поделиме со 6, колку ќе дојде? 60. Тоа значи дека малата стрелка, големата стрелка, треба да помине 60 степени, за малата стрелка да се помести за 5 степени. Значи, поинаку кажано, големата стрелка треба да дојде од 12 до двојка, значи да помини 10 цртички, за малата да помини една цртичка. Дали ви јасно? Да. Значи, 60 степени се 10 мали цртички. Значи, тоа е од 12 до 2. Разбирате? А овие 5 степени е една мала цртичка. Дали ви јасно? Ова ќе ни треба нешто покасно. Дали ви јасно? Да. Ај сега да проверам. Ќе проверам дали разбравте. Да. Со еден пример и одиме понатаму. Еве има неколку задачи, еве ова е. Колку е часот во 3:15? 3:15. Ќе прикажам на слика, еве ќе ја копирам сликата. Ствари не, ова е 1:15. 3:15 ни треба. Ќе отворам, ќе нацртам нов часовник. Ќе копирам празниот часовник, што ни беше на почетокот. Еве го овој. Чи ни треба 3:15. Внимавајте, еве го часовник. Сега внимавајте како ќе го цртаме. Оти тоа е пресудно во задача. Запишам сега. Ни треба часот 3:15. Тоа значи дека веќе е поминат 3 часот. Сега, ајде ќе го нацртаме првин 3 часот. Тоа значи дека малата стрелка ќе биде во 3, а големата ќе биде во 12. Сега. Знаеме дека оваа стрелка, големата, за да покажува и 15, сега ќе ја сменам бојата, таа стрелка сега ќе биде црвена, ќе направам и подебела, ќе дојде во 15, еве овдека. Сега прашањето е, оваа малава за колку ќе се придвижи? Значи, ќе пишам големата стрелка. Колку цртички помина? 15 цртички. Колкав агол е тоа? Ајде, големава стрелка. Колкав агол помина? 90 степени. 90 степени. Сега, проблемот ни е малата стрелка. Ова што беше во 3. Како рековме? За секој поминати во претходната задача, веќе ве вратам горе да не случајно заборавивте. Тоа значи дека за 10 мали цртички часовите, значи малата стрелка поминува една. Значи за 10 мали поминува една. Значи, ова ја поминува вкупно 15 цртички. Значи, знаеме за 10 цртички, ова ја поминува една цртичка. Односно, 10 цртички се 60 степени, а една цртичка ни е колку степени? 5 степени. Затоа што една цртичка е 3, ова беше целото 30 степени, поделено со 5 беше 6 степени. Се извинувам, дека е 6. Сега. Ако 10 цртички одговараат на една, 15 на колку ќе одговараат? На 1,5. На 1,5, а во степени? 60 степени се 10 цртички. Наполу 30 степени ќе одговараат на овдека на 3 степени. Кои ќе ги собериме, ќе добиеме 90 степени одговараат на 9 степени. Цртичка. Значи 9 степени, не 1,5 цртичка. Значи 9 степени. Видете, оваа стрелка во овдека беше 6 степени.
Ова е овдека втората, уште 6 степени. Значи прават 12, а треба 9. Значи малата стрелка треба биде на средина. Е овдека. Дали ви јасно тоа? Да. Значи малата стрелка нема да остане тука, туку таа ќе се премести. Еве овдека ќе дојде. И какав ќе биде аголот помеѓу двете стрелки? Колку е овој аголот овдека? Е, овој аголот не треба. 9. 9 степени. Еве го аголот. Дали ви јасно? Е, сега, за дома. Да. За дома. За после да пробате. Ти ќе имате на квизот вакви прашања. Еве ги овие двете. Ќе ги означам сега со боја. Значи, овај 11:45 и 1:15. На сликата што е, направете скриншот од ова. Овие задачи веќе ќе ги имате тука поставено сите. Готови сте? Да. Да. Добро е. Еве ова е задачата што ќе имате на квизот. Еве и ова ако некој сака да го направи. Какав е аголот помеѓу 4:20, 5:50, 1:40, 8:35, 8:05, 4:25. Овие не се задолжителни, кој што сака. Дали ви јасно? Одиме сега понатаму за другиот дел. Молам? За колку минути ќе завршиме? Зошто ти се брза толку, Златан? Уште почнавме во 4:05, значи сега работиме 28 минути. Значи за 12 минути би требало да завршиме. Добро. Значи ако некој треба да оди побрзо, слободно нека замени, веќе ќе има видео од ова истото, па може на раја да си го догледа. Значи сега одиме понатаму. Сега продолжуваме со друг дел, во кој што ќе пресметуваме агли, ама нема да користиме часовник. Е, сега, тоа е следното. Ова сега ќе го избришам што сум го напишал овдека, затоа што ќе решаваме задачата заедно. Е сега, пишете си во вашите тетрадки. Ова е прв вид на вакви агли и тие се викаат агли на права линија, ама ние ќе викаме и поинаку. Значи, агли на права линија. Ќе сликам ова задачата, за да ги решаваме после. Значи, агли на права линија. Сенченов наслов. Па не, видов пресметување на агли, ама сега овдека ќе имаме неколку работи што треба да ви кажам. Агли на права линија се викаат овие. А дека нема рефлекси на го. Не може да има, ама во нацртажав нема. Разбираш? Значи овдека Агли на? права линија или поинаку ќе ги пишете. Агли на права линија. Овие се викаат, сега ќе ви кажам неколку имиња имаат, ама ви кажувам агли на права линија, како ќе ги познавате вие во суштина? Е сега, овие агли, први ќе ги означам. На следниот начин. Оваа точкава овдека, ќе ја пишам А, ова е ваму Б, ваму С и ваму Д. Значи, аглите што се прикажени на цртежот ќе бидат аголот е БАЦ, тоа е БАЦ што ни е даден, тоа е аголот од 125 степени. Потоа го имаме аголот CAD или DAC, тоа е ист. Аголот CAD, кој што е ист со аголот DAC. И тој треба да го пресметаме. Значи тој е аголот А. Еве овдека. Значи тој е овој агол овдека. Овие два агли. Што е карактеристично за овие два агли, што се нацртани тука?
Што мислите? Сферата е 180 степени. Така, значи треба аголот А плюс тој што ни е даден да ни прават 180 степени. Чи како ќе го најдеме колку е голем аголот А? 180 плюс 125. Така, тоа е колку? 55. Значи овој агол овдека е 55 степени. Сега, овие два агли имаат неколку имиња. Да видиме прецизни математички. Аголот БАЦ и аголот ДАЦ, едниот беше 125 степени, а другиот беше, го најдовме, 55 степени. Са не интересираат големините. Што мислите? Молам? Окей, А е еднакво на 180 минус 25. 125 може. Значи, 125, да, добро, благодарам. Значи, одека е 55. Значи сега, гледајте го цртежот и одговарајте. Што е карактеристично или заедничко, или што забележувате за овие два агли, БАЦ и ДАЦ? Од сликата, што можете забележите за двата агли? Прават Рамен агол. Како прават тие агол? Тие двата агли нешто нивно прави рамен агол. Тоа е многу битно. Што мислите по тоа прават рамен агол? Кој прави рамен агол тука? Збирот на двата агли. Збирот на двата агли. Ма збирот прави рамен агол, а за да биде рамен агол, што требаше да биде? Откај знаеме дека баш она е рамен агол. Да има 180 степени. Ама сега нели не мерев јас? Пошто знаеме дека е тоа 180, што треба да се случи? Ајде вака. Тука сте, ама не го гледате. Ако земам БА од едниот агол и ДА од другиот агол, што прават тие две? Отсечката БА или полуправата БА или АБ и полуправата АД, што прават? Линијата. Линијата е права, токму така. Значи кракот АБ од едниот агол и кракот АД е вака од другиот агол прават права линија. Права линија. Видете, ова е многу битно. Точкава А нели е заедничка за двата агли? Тогаш овие два агли што имаат заедничко? Те така. Значи, точката А е заедничко теме. Е за двата агли. И ова темето А лежи на правата БАД. Сега, ако ова гледаме како три точки, овие три точки лежат заедничко теме, вака. Овие се три точки, Б, А и Д. Се три точки кои лежат на иста права. И А, ова средната е на средина меѓу нив. И за овие точки ќе учиме нешто покасно, година. Тие точки што лежат на иста права се викаат колинеарни точки. Значи, точките што лежат на иста права се викаат колинеарни. Сега, овие агли што се вака нацртани имаат и уште едно име. Тие се викаат напоредни агли или суплементни агли.
Значи ние ќе ја викаме суплементни. Сега ќе напишам дефиниција. Суплементни агли се аглите чиј избир е 180 степени. Значи суплементни агли се аглите чиј избир е 180 степени. Овие агли се викаат уште и напоредни агли. Напоредни агли, агли чии краци прават рамен агол. Ето спомнав дека има многу имиња за аглите, ама вие треба, кој ќе видите дека прават права линија, да знаете дека тие го прават аголот од 180 степени. И затоа на почетокот ви спомнав агли на права линија. Сега, за разлика од овие агли, аголот, аглите, еве вака, не го нацртав право, ќе се обидам уште еднаш. Ниту сега не е право, ама ајде ќе помине. Ако овдека знаеме дека е 90 степени, тогаш ако нацртам агол и ако ги означам А, О, Б и С, притоа аголот А, О, С го означам со А аголот Б, О, С го означам со Б. Значи ова е аголот А овој аголот горе е аголот Б. Тогаш, што можеме да заклучиме? Колку е збирот на овие два агли? 90. Затоа што стргнавме на почетокот аголот АОБ е 90 степени. Значи, ако два агли имаат збир од 90 степени, тогаш тие агли се викаат комплементни. Значи, ако двата агли имаат збир 90 степени, се викаат комплементни. Значи, аголот А плюс аголот Б мора да прават 90 степени. Са овие агли, освен комплементни, имаат и друго име. Овие два агли се викаат уште и соседни агли. Аголот АОЦ еднаков на А. И аголот БОЦ, кој што е Б, се викаат соседни агли. Сега ме интересира, дали може да насетите, зошто се викаат соседни? Што имаат исто овие агли, за да ги викаме соседи? Вие? Теме. Ми преески имаше теме, па не беа соседни. Мислам, се соседни, и тие беа соседни прееска. Ова е карактеристично, имаат заеднички крак. Значи, вака ќе пишем. Соседните агли имаат следните својства. Ова важи за сите соседни агли. Прво својство. Имаат заедничко теме. Во нашиот случај О. Значи, ова е заедничко. Второ заедничко нешто, што го имаат заеднички крак. Кој е заеднички крак? Овдека. Која полуправа или која одсечка? Црвената. Која е црвена? Туку една е црвена, да, ОЦ, извинувам, ОЦ. Имаат заеднички крак, тоа е полуправата ОЦ.
С. Ова е. Сега, се вратам погоре. Значи, два агли се викаат соседни. Вака. Ако важи и првото, и второто. Са видете. За предходните агли, овие горе, дали овие можеме да ги наречиме соседни? Значи БАЦ и ДАЦ, дали може да ги наречиме соседни? Може. Ама овие соседни агли се викаат уште со дополнително нешто, оти прават 180, се викаат напоредни агли. Ама да не памтите толку многу работи, доволно да знаете дека овие се соседни, ама се разликуваат по тоа што првите прават рамен агол, а овдека не мора да биде 90 степени. Значи може да биде и аголот соседни да бидат и да прават, не вака. Може да бидат соседни ако се вака. Еден агол овдека и агол друг тука. Значи овој агол тука и овој агол овде. Значи ако ги означам М, Н, П, Q. Повторно овие ќе имаат, сам интересира. Еве ќе ги напишам аглите. Аголот Н, М, П. Тоа е аголот А. Овој овде. Или овој ќе го обојам жолт аголот. Овој агол овде. И вториот агол, другиот, еве со црвена боја ќе го означам него. Тоа е аголот П, М, Q. Ова е Б. Значи, ова е Б и сега ова со црвена боја целата негова надворешност. Ова е агол овде. Дали овие два агли се соседни сега? Соседни се. Кој му е заеднички крак? МП. Значи, заеднички крак. Видете, буквите барајте ги. По првиот, еве ги М и П, ама еве ги овдека, само што се сега ПМ. Значи, одсечката МП, ова е одсечка овдека, е заедничка. Заедничка одсечка, или тој се вика дека има заеднички крак. Са внимавајте, а ако нацртам вакво нешто, значи ако нацртам сега агол во кој што навидум ќе изгледаат дека се соседни, ама нема да бидат. Значи сега вака ќе нацртам. Овој агол, например, и ќе сменам бојата намерно. А сега видите како ќе ги означам. А, О, Б, и ќе биде, ќе имаат заеднички крак. И АО, С. Значи АОБ е овој агол овдека, а АОЦ е овој агол овдека. Значи аголот АОБ и аголот АОЦ. Сега, дали овие два агли ќе бидат соседни агли? И во двете дефиниции има нешто што не е пишано, а исполнето овдека. Прашањето ми е дали овие два агли ќе ги викаме соседни. Значи сега ќе ги обојам двата. Едниот агол АОБ е тој големиот. Тој ќе го обојам со жолта боја. Ова е внатре. Овој. А со црвена боја ќе го обојам овој другиот. Овој овде. Сега ќе се преклопат боите, амако. Ќе ги оставам двете бои. Ајде размислете да го пуштам да се полни лаптопот. Што мислите? Не се. Зошто не се? Бидејќи Чекај, еден по еден. Дали се? АОЦ влегува во АОБ. Сега тоа како да го напишеме влегува одното во другото. Што мислите?
Дали во претходните случаи едниот агол влегува во другиот? Ово е овдека погоре? Овдека? Не. Не. Овдека? Не. Не. Значи, овие два агли, е вака сега. Ајде да видиме, ако се вака запишани, кој му е заедничкиот, први кој е заедничко теме го имаат? Ајде. О. Значи, О. О, и прво одиме со ред. О е заедничко теме. Потоа, да видиме дали имаат заеднички крак. Кој е заедничкиот? Кои две букви ги имате во двата агли? АО. О и Ц ги немате. Овие две ги имате во двата агли. АО. Значи АО е заеднички крак. Е сега. Значи тоа е ова. Замислите, ова му е заедничко, не му е ОЦ заедничко. Е во ваков случај, овие два агли не се соседни. Значи, не се соседни, затоа што имаат заедничка внатрешност. Значи, делот АОЦ, уствари целиот овој агол, уствари помалиот агол, се содржи во поголемиот агол. Затоа викаме дека имаат заедничка внатрешност. Ова е многу битно. Значи, едниот агол се содржи во другиот агол. Затоа овие два агли не се соседни. Значи, за да бидат соседни во дефиницијата горе, што треба да допишем како трето? Овдека. Немаат заедничка внатрешност. Значи, замислете во реалниот живот, со комшиите, што сте лепенка. Вас ве дели зид. Значи, вашата соба не е дел од собата на комшиите. Дали ви јасно? Или ако делите исти двор. Значи, дворот треба да биде одделен со ограда, ама ако двете семејства го користат истиот двор, тогаш вие не сте соседи. Ај така разберете го. Дали ви јасно? Ова се основните поими во врска со агли. Внимајте, затоа го нацртав, не мора да бидат соседните агли 90 степени. Значи, ако прават прав агол, тогаш се соседни и комплементни. Ама ако прават рамен агол и се соседни, се викаат напоредни агли. Дали ви јасно се тоа што кажувам? Сега имаме уште, еве го 6 минути и ќе завршиме. Идам дали можеме да спомниме уште нешто. Еве вака, уште една точка има. Тој овај црташ. Овдека. Втор вид на агли. Овие се викаат агли во точка. Агли во точка. Зошто ќе ви објаснам се викаат агли во точка овдека? Што забележувате од цртежот? Вие ќе ми кажете ствари. Што забележувате? Сите имаат заедничко име. Така, сите. Овдека? Еве вака. Сега, ова е заедничката О, ќе го запишем како заедничко теме за сите агли. Затоа се викаат агли во точка. Еве ќе ги напишем буквите. А, Б, С и Д. Сега, овдека кој агол го знаете? На цртежот. Ајде, кажете го по букви. А, Б, С и Д. Ама се, А, Б, С и Д. Агол се пишуваше или со името, кое може да биде само со темето, а во случајов е незгодно, со буквата, што е означен тука, или со бројка, или со 3 букви. Во нашиот случај мора со 3 букви. Значи, кој агол го знаете вие тука?
АОД. Ајде, А, О, Д, тој е овој агол долу. И колку е тој голем? 120 степени. 120. Така. Кој друг агол го знаете од цртежот нацртан? АОБ. А, О, Б. Колку е аголот? Дали знаеш колку е А, О, Б? Степени. Не го знаеш. Знаеш дека е само Б. Ама колку е голем, не знаеме. Знаеме СОД. СОД. Така, аголот СОД, кој што е ист со ДОЦ, колку е СОД? Така, рековме дека символот со квадратче значеше 90 степени и тој не мора да биде напишан, но квадратчето мора. Или ќе пишува бројка 90, ама во 90% од случаите ќе има само квадратче. Дали ви јасно? Во квадратчето може да има точка, ама не мора. Кој друг агол е еднак? СОБ. СОЦ. Колку е тој агол од БОЦ? СОБ. Колку е БОЦ е ист со СОБ и тој рековме дека не се знае, ама колку е означен. Со која буква? Со Б. Сега. Значи овие два агли се исти. Аглите што се еднакви или со иста буква, или може, наместо буква да биде означена, во ова полево може да има вака и цртичка само. Оваа цртичка ако стои, би значело дека двата агли се исти. Ама бидејќи сега стои буквата Б, цртичката не мора. Како ќе најдеме колку е голем агол од Б? Уствари, колку е збирот на сите овие агли сега видим? 360. Зошто 360? Така, значи, како дефиниција ќе запишиме. Сите агли во една точка, значи сите агли во една точка имаат 360 степени, затоа што сите агли прават полн агол. Ќе видите после дека не мора да се уствари 4 агли, 5 агли и 2 агли прават 360 степени. Ајде да видиме како ќе најдеме колку е Б. Значи ќе одиме сега. 90 плюс 120 плюс овај Б плюс овај Б прават 360. Сега 120 и плюс 90. колку е тоа? Тоа е 210. 210. Така, еве Б плюс Б ќе ги оставам. И овие Б, нели јас ви ги пишувам наместо со букви со квадратчиња, како ќе најдеме едно квадратче или една буква колку е? 360 минус 210. Минус Така. И после, И го делиме на пола. така, оти се овдека 2, едно ќе биде 360 минус 210 колку е? 75. Чекај, 360 минус 210 е 150, ама ќе го делиме со 2 и ќе дојде 75 степени. Значи аголот Б е 75 степени, исто така и овој горе. Дали е јасно? Чи секогаш сите агли што имаат заедничка точка, не мора да се повеќе, еве на пример са ваков цртеж ќе нацртам. Значи еве еден агол и еве се уште еден агол. Значи овој агол 1, овој агол 2 и целиот агол 3 колку прават заедно? Агол 1 плюс агол 2 плюс агол 3 колку прават? 360. Па прават цел круг, дечки. Секогаш сите агли што го прават 360 степени. Ако ја немавме тројката, и ако избришам сега, тогаш 1 плюс 2 ќе ни прават одреден агол. Ама бидејќи
допишав и третиот агол, тогаш ни прават 360. Дали ви јасно? Значи може и два агли да имаме кои што се во точка. Еве на пример, овој агол алфа или вака ајде. Агол 1 и овој агол овдека двојка. Значи агол 1 плюс агол 2 повторно прават 360 степени. Дали ви јасно? Еве денес со тоа завршуваме, има уште неколку работи, само да видам дали имате некоја задача овдека да сликните за да решите. Ова ќе го решаваме утре. Не морате, доволно ви е тоа што часовниците да си поиграте. Утре ќе решаваме вакви задачи, еве овие што ги гледате тука и многу слични на нив. Е вака. И откако утре ќе завршуваме со агли, па почнуваме со четириаголници. Значи во петок ќе почнеме со тоа што ќе играме игра на почетокот или на првите 10 минути од часот ќе решавате сите квиз. Значи тоа ви ветувам еве петок. Ако не стасам да направам кахут, првите 10 минути од часот ќе ви бидат сите ќе решавате квиз направен во Forums и потоа ќе ги дискутираме решенијата од квизот. Утре во истото време час. Утре во 16 часот, во истото време час. Добро. Толку за денес. Ве благодарам за вниманието. Се гледаме утре. Гледање. Гледање. Гледање, дечки. Гледање, наставниче. Гледање. Гледање. Добре, сонче.